Во продолжение, како што најавив, првиот разговор во студиото. Добро утро. Добро утро, Оливера, како си? Добро, сега малку во видоизменети позиција. Како е на тоа место, се навикнавме веќе? Веќе, да. Баш ми е драго, одлично. Дека е прв работен ден, нели, за дескот. Со гледачите дружба малку. Да, одлично поминавме во првиот дел со разговорите, а верувам дека и вашиот разговор, интересна тема, развој на емоционалната интелигенција кај деца, па повелете. Како што и најави, ти благодарам многу и добро утро. Добре ни дојде, Елена. Добро утро, ви благодарам на поканата. Секако, драго ми е што ќе имаме можност да разговараме за нешто што е мошне убаво. А велам убаво затоа што се работи секогаш за оние најбавите, најмилите, најсаканите, а тоа се нашите дечиња. Така. И драго ми е што еве токму на овој ден повеќе гледачи со оглед на тоа дека не работен ден. Меѓутоа ние сме тука, да разговараме токму за развојот на емоционалната интелигенција кај децата. Јас ќе оставам на тебе, немој да бидеш скромна, да се пофалиш со сето она што ти го даваш од себе токму за нив. Па пред се, за себе би рекла дека долго време работам на едукација, пред се како родител, а потоа и како едукатор за родители. Токму затоа сум и сертифициран едукатор по методот на позитивна дисциплина, и исто така сум сертифициран семеен и системски советник. Во принцип, мојата работа започна со тоа, работа со родители, се уште тоа ми е примарно. Колку време веќе како работиме? Веќе 3 години, да, веќе 3 години работам со родители преку едукација за позитивната дисциплина и советување индивидуално, нели, по потреба на родителите. Ајде, од што да започнеме? Што мислиш дека е најдобро? Од која гранка од ова што сега го спомена? Што е она најважното што треба да го истакнеме кога се работи за емоционалниот развој кај децата? Како што кажавме, ти исто така и пишуваш книги, еве кај мене и боите на виножитото, која секое детенце треба да ја има дома, ќе пообјасниме зошто е тоа така. Меѓутоа, ајде да ги истакнеме оние поглавните твои идеи кои што дошле до реализација за да постигнеме успех и за да се поттикне емоционалниот развој. Така. И па знаете како, од каде доаѓа, како доаѓа идејата конкретно за книгата? Повторно се враќаме на родителите, нели? Ние родителите сме моделот на нашите деца. Ние сме тие кои што ги едуцираме децата, им покажуваме преку нашите действија како треба да се однесуваат. Затоа па ќе се навратам, потребна е едукација на родителот, за потоа родителот да може да го едуцира сопственото дете. И нели да го воспита со почит и со долгорочни резултати. Значи, имаме долгорочни резултати од тоа што очекуваме од детето. Развојот на емоционалната интелигенција, поточно како почна идејата за книгата, е преку моето лично искуство. Јас имам 2 дечиња. Тоа е многу важно да напоменам у целава приказна, дека имам, едното ми е 7 години, а другото сега за неколку дена ќе полни 3. Да, 2 момчиња. Значи, тука сум стручна да кажам како е мајка на 2 момчиња кои што нон-стоп сакаат иста играчка и така натака. Така, да, верувам. Да, и многу често родители се советуваат со мене токму за ривалство, бидејќи е неизбежно. Меѓутоа да се вратиме на темата. Значи, кога мојот прв син беше баш 3 години, почнавме да зборуваме за емоциите. И почнав да му објаснувам како се чувствува, да му ги именувам емоциите, да почне самиот тој да вербализира, радост, да препознава, да вербализира, љубов, да разбере дека се е тоа нормално и кога сме лути е нормално и кога сме тажни е тоа е дел од животот, нели? И е минливо. Многу ми беше важно да разбере дека се поминува. Не сме среќни за секогаш, ниту пак тажни. И сега како дојде до книгата? Секој родител, морам ова да го напоменам, дека секој родител мора да им дава на своите деца примери преку тоа што детето е заинтересирано. Значи, ако кај мене беше, мојот син сака многу виножита.
Сакат затоа звезди. се бовите на виножитото. Сакат звезди. И приказните многу често што ги измислувавме беа поврзани со звезди, со виножито, со небо и така натака. Видите машко како знае да биде романтично и тој да ги изразува емоциите. Тој си уште црта срциња у боите на виножитото. Секоја чест. И се радувам ова што го слушам. Да, нема стереотипи, немаме нели препреки во однос на полот. Да, И сега како се роди секоја боја од виножитото, всушност ја направивме дом за одредено суштество. А тоа суштество е всушност емоцијата. Така. И како што покажав, еве тагата. Да, сина. Тука ја изразуваме тагата. Да, сина е суштеството кое што живее во сината боја на виножитото. И во книгата е убаво објаснето за мали деца, дека тоа е всушност онаа грудка болка што ни го затега грлото, што не боли во душата, што ни го зема јазикот, не можеме да збориме, не можеме да изустиме. И многу е важно да разговараме. Затоа низ целата книга всушност има една хероина која што се вика Звездулка. Ја гледам, им помага на сите тие суштества во виножитото да разберат низ што поминуваат и кој е процесот и кои се можеби и убавините на тој процес. И што треба да направат. Среќата е најубава кога се споделува, тагата исто така е подобра кога се споделува. Сето тоа важи што го јас слушам од вас и за нас, возрастните, но на поинаков на ваков начин и преку книга да ги покажеме да емоциите кај дечињата. Многу убаво кажано од ваша страна и многу се радувам и останатите мајки на своите синови да ги остават да поплачат, а не дека е машко па не треба да плаче, тоа е некој си па не да кажам кај нас толку општо балкански некој менталитет кој што останало, меѓутоа тоа не треба да биде така и ќе се согласиме. Треба машкото да плаче, треба машкото да ги изрази своите емоции без разлика какви нели да се, како што и споменавме. Кажавме дека 3 години веќе со родителите работиме. Ајде за овие 3 години искуството споделите го, се разбира, со нас и за сите оние кои што ќе побудат интерес да бидат дел од прегратка, така, која ни е многу важна во последно време прегратка од позитивни наши сакани луѓе, за да убаво се чувствуваме, па нешто малку и околу тоа, околу искуството. Зошто родителите бараат совети, дали не можат сами да се снајдат со дечињата и како си помагате едни со други и колку е успехот загарантиран? Видете, ние кога ќе се роди детето, првото дете, автоматски стануваме родител, сакале не икеле. Нели, меѓутоа, родителувањето, родителството, воспитувањето на детето не се раѓа со самиот тој чин. Тоа мора да го научиме. Најчесто тоа се учи нели генерацијски наследно, тоа трансгенерацијско наследно однесување и воспитување на децата. Меѓутоа, се историски гледано, што се случува? Имаме ние многу голем прекин во она што се пренесува од баба на мама, па од мама на дете. Затоа што веќе не живееме во такви семејства проширени и така натака. Сега, да не должам. Денешно време постојат бројни истражувања и позитивна дисциплина конкретно веќе 40 години постои, повеќе од 40, 44 години е од поминати се од како е издадена првата книга на Джейн Нелсон. За позитивна дисциплина. И ќе појасниме зашто точно позитивна е тоа се работи. Да, се базира всушност на учењата на Адлер, Алфред Адлер, кој нели во исто време работели и живееле со Фројд, не живееле заедно, лошо се изрази. Добро, како и меѓутоа, биле дел од таа виенска школа, која потоа се разделила и така натака. Негов ученик е Драјкурс, кој што многу подетално навлегува во целата суштина на родителството, на детето, однесувањето на детето и така натака. Пренесување на емоции. Сакам да кажам колку одамна е почнато оваа едукација за родителство. Сега, кај нас, за жал, одскоро е дојдено во Македонија и е... Толку ли доцниме? Доцниме, да. Меѓутоа, среќна сум за тоа што, еве, од пред 3 години кога почнавме, до сега
Јас гледам многу голем напредок и многу подигната свесност кај родителите. Најмногу во што? Значи, имаме конференција за свесно родителство која што ја посетуваат многу родители. Моментално, јас и мојата партнерка со која што го држиме курсот за позитивна дисциплина, ја формиравме 6-та група на родители кои што ќе го изучуваат овој процес на воспитување. Па би рекла дека има голем подем и се надевам дека ќе продолжи да расте. Идејата на цел овој подем што мене ме радува е дека ги тргаме тие стереотипи, како што кажавте, дека машкото дете не треба да плаче или дека воопшто детето не треба да плаче, треба се да му биде дадено за мирот во домот, па дури и мобилен и така натака. Значи ги тргаме тие стереотипи, ги покажуваме оние начини на кои што тоа може да се пренасочи во... Гледаме, се извинувам, само накратко, гледаме и некои фотографии. Ова значи дека ова е работата со дечињата, така? Да, ова е од работилниците со децата. Значи, како што кажав, јас работам и со родители, меѓутоа работам и со деца. Со децата работам врз база на книгата Боите на виножитото и учиме за емоциите, играме игри, цртаме, ја читаме книгата, дури работиме одредени... Ги изразуваат своите емоции, така? Да, и работиме одредени вежби кои што потекнуваат од позитивната дисциплина, а тоа е како детето само да изнајде начини да се смири, да се регулира, да постигне одреден мир кога е нели вознемирено. И многу е важно, ова е моето помало детенце. И многу е важно сите тие идеи за регулација да дојдат од детето. Ние му помагаме секако, му даваме наши насоки, меѓутоа многу е важно детето само да дојде до решенија, затоа што на тој начин го учиме да наоѓа решенија, да решава конфликти, да се саморегулира во иднина. Па и сам во себе конфликтите да си ги решава на некаков начин. Токму така, начин. Затоа е таа саморегулација. И дополнително тоа му креира одредена самодоверба и го прави, ова е делот со родителите, со родителите, еве ги тука. Родителите послушни. Послушни. Така, имавме неколку работилници во живо и беа навистина прекрасни. Баш ми е драго. Каде се одвива сето ова? Курсот по позитивна дисциплина е онлайн. Затоа што во живо е практично и невозможно, бидејќи и многу родители не живеат во Македонија, а не па во Скопје. Така да го правиме онлайн. Сакаат да бидат дел од така од курсот. Кога велиме позитивна дисциплина, ајде малку само ќе го појасниме тоа, зашто конкретно и точно станува збор. Така. Зборот дисциплина многу ми намислат дека значи она карање, заќутување на детето. Да, меѓутоа не е така, токму затоа сакам да потенцираме. Всушност, дисциплина што значи? Дисциплина е водење на детето. Така. Целото воспитување е водење на детето. Ние буквално преку позитивна дисциплина на благ начин му подаваме рака на детето и го водиме во процесот, како расте, да осознава, да дознава, да наоѓа решенија, како што кажа, и да израсне во онаа самоуверена и среќна личност која што сакаме да ја видиме. Така. Би сакала да наведеме еве и некои примери од ваша страна, можеби некое детенце кое што не му биле толку развиени, можеби емоциите или пак и родителите, како и да е, и од едната и од другата страна. Како успеваме да допреме до нив и дали воопшто успеваме? Сигурна сум дека да, меѓутоа колку време е потребно? Сигурно сте имале такво искуство, верувам. Вака, најчесто кога родители доаѓаат кај мене со проблематика во однос на емоциите, најчесто тоа се оние развојно нормални тантруми. И родителите буквално не можат или не знаат, немаат умешност во моментот како да се справат со целата таа ситуација. Пример за како да се соочат со тантрумот е најдете го мирот во себе. Така. Истиот пример ќе го дадам и како решение за кога имаме ривалство помеѓу деца, кога дома братче се истричеве како што кажавме, се случува дома хаос. Ако ние не сме смирени, ако ние самите не можеме да се регулираме, ние нема да можеме да му помогнеме на детето. Единствениот начин на кој што детето ќе научи да биде смирено е доколку ние сме смирени. Ако ние тепаме, значи, тоа ќе тепа. Зависи, пак ќе дојдеме на тоа дека се зависи од родителот. Од родителот, токму така. И сега, како што кажав, со тантруми, значи сум имала повеќе ситуации, меѓу кои
нема да издвојувам, ама еве ќе го дадам преку поопшт пример. Така. Детето плаче и буквално во позитивна дисциплина, тоа го велиме, тиранин дома, бидејќи се му било овозможувано. А може би манипулатор да го употребиме збор, знаат да манипулираат дечињата за да дојдат до нешто. Сите знаеме да манипулираме. Видете, ако го земете целото воспитување како процес е одредена манипулација, не? Така, да. Така и ние кога ги учиме сите овие алатки и начини од позитивна дисциплина, ние всушност манипулираме со окружувањето, со односот на детето, со цел тоа да дојде до правиот пат. И се враќаме кај тиранинот, еве вака. Се враќаме кај тиранинот. Да, доколку родителот е премногу попустлив. И сега, тука имаме низа околности. Може баба и дедо да бидат попустливи, може само еден од родителите да биде, без разлика, доколку детето е растено во семејство каде што се му е дозволено. Детето почнува да се однесува како тиранин. Буквално. Затоа што очекува дека со секое негово бам, и нели, ќе го добие тоа што го сака. Така. И ќе го добие, се додека не речеме стоп. И сега како го правиме тоа? Потребно е многу голем труд од страна на родителот да застане цврсто. Затоа во позитивна дисциплина велиме родителувањето е нежно и цврсто истовремено. Значи, ние сме нежни. Јас ќе му кажам на детето, родителот ќе му каже на детето, те гледам дека го сакаш тоа, сега не можеш да го добиеш, утре ќе го добиеш. Или знам дека сакаш се уште да останеме на гости или на игралиште, и те гледам дека ти е убаво тука, а сега мораме да одиме. Значи, ние го валидираме она што го сака детето, ги валидираме неговите чувства. Знам дека си тажен, мамичка, и убаво ти е кога си играш со другарчињата, а сега мораме да одиме на ручек. Значи, јас сум нежна, меѓутоа сум цврста кон правилото, кое што го донесувам. И така поставуваме граница. И се додека родителот поставува граница, детето не може да лута и не може да биде тиранин, затоа што ќе се почувствува многу посигурно. И ако се чувствува детето сигурно, нели, ќе оди по многу поцврсто тло. А тоа тло и таа сигурност ја обезбедуваме ние. Затоа се тие граници, затоа е таа цврстина. Значи, убаво кажано, и кога повозрасните ќе кажат дека се зависи од воспитувањето, домашното воспитување пред се на прво место, кај дечињата, па потоа се друго. Затоа треба да даваме многу љубов пред се, меѓутоа и како што јас еве ќе дојдам до еден заклучок, разговор со дечињата и мора да им поставиме граници. Меѓутоа, за самиот крајот нашиот разговор, што имаме уште многу да зборуваме, затоа повторно пак ќе ни гостуваш, повторно ќе те очекуваме, ме интересира следно, односно да дојдеме до она што кога се работи за машките деца, како што кажа дека ги имаш две, јас го имам едно, за девојчињата веќе е нормално, меѓутоа не само што едноставно нели немој да плачеш и така натаму. Тие треба да ги изразуваат емоциите, да ги научиме и бабите и дедовците да не им зборуваат вие сте машки и не треба да го правите тоа. Едноставно без разлика дали е машко или женско, тука нема пол, треба сите да ги изразуваме емоциите кои што ги носиме во себе. Токму така, меѓутоа изразувањето на емоциите исто така треба да биде на прифатлив начин. Така. Затоа што не е во ред, нели, да удираме, да трескаме, да викаме и така натака. Значи, социјално прифатливо однесување и социјално прифатливо изразување на емоциите. Исто и во поминато време да не се гушкале машките деца и да не им се давало толку многу љубов, за да не сме ги размазувале, затоа што биле машки деца и не требало тоа така. Ајде малку нешто и околу тоа. Знаете како, ова потекнува токму од Адлер и од Драйкурс. Тие велат дека луѓето се однесуваат добро, посебно децата се однесуваат добро, доколку се чувствуваат добро. Од друга страна, се чувствуваат добро, доколку чувствуваат дека припаѓаат и дека се значајни во одредено окружување. Тоа кое што има најзначајно. Примерно е семејството, па потоа е окружувањето како училница, нели, работа и така натака. Дружби. Да. Сега, запознавање со нови дечиња. Ние доколку ги негираме емоциите на детето, доколку ги негираме, ја негираме автентичноста на детето без разлика, машко или женско, ние го негираме неговото постоење буквално. Така е. Зошто да го правиме тоа? Детето нема да се чувствува добро и нема да се однесува добро.
Нема да чувствува дека припаѓа тука. Ќе си рече јас морам да бидам цврст, морам да бидам без емоции. За мене мама и тато и баба да ме сака. Се повеќе арогантни. Не се арогантни, тие се повлечени. Тие се повлечени и се исплашени. Затоа што и на друг начин ги изразуваат. Да, затоа што они се плашат, ако јас покажам емоција, може да бидам нападнат. Или смешан, еве вака да се изразиме, да. Затоа што така се зборувало на времето. Затоа што како велат, немој да плачеш срамота. Зошто е срамота? Зарем не плачеш ти кога нешто многу те боли? Или кога нели болката и физичка и психичка, меѓутоа сите плачеме. Така е. Зошто да се срами дете од 3 години дека плаче? Тоа му е работа, мора он да ги изфилтрира емоциите. Да ги пуштиме. Има еден многу добар пример кој што го кажувам секогаш за емоциите, тие се како балон. И ние сме на вода и балонот го тискаме под водата. Се повеќе и повеќе како иде балонот доле, во одреден момент нема да можеме да го држиме под нивото. Ќе рипне горе и ќе експлодира. Тоа се случува со емоциите на децата. Колку повеќе ги тискаме, тоа ќе експлодира во нешто што ќе биде ван наша контрола. Одличен разговор за емоционалната интелигенција кај децата. Елена, многу ти благодарам што беше дел од нашата утринска програма, па те очекувам повторно. Имаме многу теми на кои што можеме да зборуваме, како што можам да забележам и кратко ни е времето, но затоа повторно ќе се видиме. Оливера, ние тука завршуваме, а ти си продолжуваш со следните. Така е, јас уживам, верувам и гледачите ужива во оваа конструктивна ваша дружба и разговор, нешто кое што сите ние што сме родители треба да обрнеме внимание.